Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е подкаст Радар. Јас сум Сотир Костов. Вечерва ќе се дружиме. Вечерва малку некои културни аспекти ќе разговараме, бидејќи многу еродирање на вредносниот систем во Република Македонија во неколку области има, па се одлучив да поразговараме на таа тема што ни се случува и што треба да направиме, малку културно да се издигнеме. Не мислев многу кого да поканам, без многу уводи, ќе го представам Александар Ристевски. Добро вечер, господин Александар. Добра Инаку, вечер. не знам дали знаете, ево го знаете како еден од подобрите аналитичари, колумнисти, есеисти, да ви кажам дека тој е етнолог, дека тој е антрополог. Долги години, а години не знам колку тој ќе каже, е и кустос. Ќе ни каже каде е вработен, но јас него најповеќе го канам вечерва и ќе разговарам на интересни теми. Мислам, поправи ме Александар, 15 години правиш со твојата култура, култура, така Точно нешто 15 беше. години. Ја не сум 15 години, Овој видиш месец. како те пратам. Овој месец 15 години. Александар, драг мој. Добра вечер. Како си ми? Добра вечер, добро дојде. Што правиш? Одличен, Добар, жив, забав- здрав. Па солиден се држиме. Да, па млад си ве, Живот, чекај, живот. како вика Чичко Сотир, бе. Чичко Што Сотир. да правам Па, ја? мој татко да ми Ја биде, одам да. 6-9 километар го одам, немој Ти така. неколку годиште немој си така. со мајка ми, така да. Така, да Не, жива живи здрава здрава. и мајка ти, И сите татко, твои, што треба и така. Амин. Така. Александар, малку необично ќе почнеме, Ајде. бидејќи од таму некаде ќе одам од субкултурата, која многу ја вреднувам, иако пред неја имаше една друга генерација, значи нешто ќе се подсетам на бит генерација, на хипи генерацијата, ама и на бит генерацијата пред нив. Ако не се лажам, ќе ми исправиш, ти си многу помлад. Ајде. Последен пат се дружиме вака здраво цела вечер, 19-та година, на август месец, кога славевме 50 години Вусток. Дали сеќаш? Да, апсолутно Ајде, зири сега што ти носам вечерва? Ама сакам да ти го кажам ова. Значи, средбата нема проблем. Дел од овие, тоа беше серијал дури на колумни. Да, кој во јас Нова ги објавив Македонија. И кај мене на Култура МК. Да, и кај тебе објавувавме. И тој на Култура, да. И тој беше серијал твој, беше таму и Бато и уште неколку луѓе. Бато, Александар Станковски, Така Јасминка, е. Нова Македонија. Дел од нив И овој БС. беше и он. Драган Басоточка Костич. И таа дружба поголема со едно 20-тина луѓе беше во Хотел Турист, ако се сеќавам. без Вестерн. Во без Вестерн, да. Ова журка си направи. Така е, едно вечерна гезме, да кажеме, Да. дружба и муабет и И се. пази, единствени славевме званично 50 години Вусток во Македонија. А го проверив добро, тоа, добро. единствени. Добро. Дури од после разбор дека имало кафич во Мукарпаш Вусток. Па јас секој ден проаѓам кога за чудо кога одам на работа, тоа е на раскрсницата помеѓу Рузвелтова и Гологанов. Така, Тоа е да. на ќошот, Да. тоа е одма карши треска. Тоа е местото каде што пред 8 години му беше штаб за избори на Стефче, Стефче. да, на да, Стефче да, Акимовски да. и тоа место е интересно затоа што точи пиво од цел свет. Има. Има Што чешко, бил еднаш се им во- направиме реклама, ама Филипчо фини пивца има, да. Цветановски предоди за Канада, кому го кажував моето искуство како си поминав кај нашите браќа македонци и реков следна прослава за Вудсток ќе во биде Вудсток, таму, ќе во биде во Вудсток. Вудсток. Да, добро, ова вечер и рок н рол 65 години. Двете се необјавени, морам ти кажам, немам спонзор, ама решив од јануари, 3 месеца ќе оделувам од пензијата и ќе ги издадам овие две книги. Јас имам една друга мака што ти си ја Ајде, заборавил. кажи. При твојата голема промоција во МКЦ која беше и кога ти снема О, за книги, брендовите. тие принтовите и за брендовите што ги имаш сите книги, ми рече ќе ги раздадеш на други, мене ќе ми чуваш и ќе ми даеш или ќе препечатиш и ништо не добив. Еве, една сега имаш, а во кафе пиење другата недела Да. ќе ги добиш другите книги. Да, Јавно ти ветувам пред гледачите. А да знаеш на 2-3 Еве, одма ќе ти ја дадам. Вселена на брендови, Да. амбасадорот на моите 5 книги од брендови и толковникот. се назбе оти криво ми беше, а не знам дали примети, токму вчера, завчера, тоест на објектив во средата кај Пушевски на МТВ, зборува токму за брендирањето и губењето на брендови, што многу ќе се подудара со тоа ти што го зборуваш, всушност зборував за два веќе уништени брендови, тоа се СДСМ и ДУИ. И викам Дуи кој се фали дека цело време успеа. Терничка си значил. Да, и Пушевски дури се збуни. Да. Јас викам, прво викам си го уништија брендот, он има целото бележе, пример ке СДСМ беше плавата боја, а златната Па и украдена петокрака, ВМРО црвената. златната петокрака и ружата, па Бранко после 2009 проба да влезе на оние украински револуции и сето друго, па стави ружа во форма на тупаница. Но повторно, Како отпор.
Да, која вметна во петокраката и бојата, и тоаш Зоран Заев дојде и смени се од корен и ги ребрендира во црвена партија и го изгуби идентитетот затоа што е левица. И не може да го најдете, значи. Левица е црвена, ВМРО е црвено, еден куп партии, дури и албански ПДП беше црвена и сите станаат црвени партии. Ме потсеќа ова на Рид, оној новинарот од Америка, црвените што беше за Октомвриската револуција, ама кој изборното тело кој најмногу го познава. Да. Црвена боја. Сега, второ, го спомнав, еве се ова, можеби јас го планирав за друго место да го иницирам и преку колумна, ама ти си право тоа место. ВМРО прави една голема, ова ти чести укажувам што сега воопшто јавно го спомнам, во глава ми тежи. ВМРО прави една кардинална грешка што во 30 и нешто години, иако е починат веќе 10 години, никако Иван не го величи авторот на химната ВМРО ти си наша судбина. А човекот е починат, врве, само вака на помладите и тие што не знаат им кажам една работа. Доколку сте ги гледале старите верзии на македонски приказни, доколку сте гледале еден куп детски приказни од МТВ во кои се давале и кои биле, токму тие, тој беше експерт за свирење флейта. Гениален флейтиста, мислам дека во Капиште живееше, ако не грешам, пред 10 години умре, врвен композитор. И јас сметам дека мора државата да му се одолжи не ВМРО ДПМН како партија, него воопшто Македонија, како човек со такво значење и плюс, пак ќе кажам, на дадената ситуација ВМРО ДПМН како политички субјект, но и воопшто каузата за ВМРО како збор, цела таа мелодиска линија, тој марш, песна се вика Марш за ВМРО, нели? Така. И цела таа мелодиска линија е негово авторско дело, а никој никогаш не го споменува. Ева не, ја мислам го имам спомнато, ама но многу малку. Да им почепнеме, пред конгрес да им почепнеме, ја и ти некој кафе на улица Македонија ги испиеме, па ќе им направиме вака добро инфо, ќе им направиме. Согласуваш? Да, еве може. Ја неколку дена, 20 сега околу брендирањето кога се зборува. Јас искоментирав една работа, викам кој е брендирањето на Дуи, вела дека се партија кој владеат, кој газат, и одеднаш на избори. Што газат? Не знам што газат. Но излегоа на избори за прв пат во историја, порано со нив се шлепаше колку толку, кажете го, Рафет Муминовиќ, еден двајца, но не ги спомнува воопшто, се одеше као Дуи. Одеднаш изигра Рафет за тројка. Рафет мене ми е близок човек и го изигра, го излага дека може пратеник да... А немат бошњаци, немат толку бошњаци. Не, во тројката. Поентата е друго. Тие секојаш се држаа за брендот Дуи. Аха. Одеднаш, во 2024 тие се дистанцираат од Дуи и одат како Европски фронт. 9 партии влече. Второ, година и пол слушаме дека зборуваат за легитимитет. Дека имале 18 пратеници, прво не се сите албанци, тоа е една работа. Турци, роми, се има. Ето така, втора работа. Тие од 18 имаат 10 пратеника. Веќе ги немат, а сега немаат ни 10, значи ќе бидат 8-9 кај да. Трето, за да сега ги удоволат трите алијанси колку што беа, го смени и Европски фронт. Па стана алијанса за интеграција или на албански АКИ. Алијанса Комбетар пер Интегрим. АКИ. Шпрехаш добро. Да. Не, добро е. Се трудиме. Сега повторно го изгуби тој бренд. Тама на АКИ стана, тој знае. Сега алијансата има отиде повторно. И сега значи, тие се загубени во времето и во просторот, и јас на сите им реков, поготово со моите телевизиски гостувања, затоа што сметам, вака дури самобендисано, покрај Људзи Фаризи, Джену Рисени и уште неколку, јас се сметам за еден од подобрите владеачи на проблематиката кај етнички албанските партии. И од тој дел на градот, од тој дел на градот. Јас го имам Људзи, тој ми информира што треба. Да, Људзи мене ме фали дека за некои работи дека јас ги знам, некои што не знае, иако не релативно одлично спремен. И јас коментирав една работа. Падот кај нив ќе се случи дури после поразот на локалните избори. И мене ми се чудеа. Второ, никој не ми веруваше, а јас тоа го тврдев во емисии, дури бев исмеван пред 2-3 месеци, кога реков и тврдев дека повторно кандидат ќе биде доктор Јовановски и тврдев дека ќе го ВМРО ДПМН ќе добие Кичево. Исто како што тврдев дека ќе се добие Брвеница. Ми се смеа луѓе. Не, ја не се смеам, знаеш зашто? Не, ми се смеа тие што не веруваат. Многу вреди, тој човек е пример како треба да се однесуваме. Апсолутно. Тој човек е пример, тој го живее со животот. Не го прокламира. Не, он живее живот. Па живее. Не, он живее живот заеднички. А со живот мене, знаеш на што ме потсеќам? На тоа што се искреираше после 90-ти, тоа е паралелен живот. Не, остави го тоа. Не, слушни ме зошто.
што е разликата меѓу живот и Он соживот? дома зборува албански, македонски. Не, што е разликата меѓу живот и соживот? Соживот е кога јас и Фатмир живееме во исто мало и живееме не еден со друг, еден паралелно покрај друг. А тоа не чини. Што сакам да кажам? Тоа не чини. Како е денес? У градинка одиш, тој башка, ти башка. Во основно одиш ти башка, тој башка. Оделенија, Во средно одиш ти смени Не различни. чини, не чини. Средно факултет. Тој се запишува на УШТ или на Мајка Тереза или на, кажи го, на југоисточна Европа, Мавров, кажи го, Стоковна мост, ти се запишуваш на УКИМ, а единствено се гледа мало. Вера различна, јазик различен, се различно, и како сакаш ти да имаш соживот кога тебе системот те дели. Значи, ние направивме општество каде што нема симбиоза и сега знаеш што им останува на другите, на неалбанците и не на македонците? Да одберат со кого се. Скечот К15, ти за кого се, за партизаните, за германците. И да си ром, да си бошњак, да си турчин, да си влав, да си дојденец, странец или меша брак, ти мораш, таква е креирана атмосферата да мораш да одбериш со кого си. Да, ама примерите Кичево и Струга веќе кажуваат дека работите семина. Да. Ај вака, дома се кладе дека едва ќе дојдам до 10% зборење, што е ред ти да збориш повеќе. Едно главно прашање морам ти поставам. Бојрум. Како ти текна пред 15 години да го создадеш најкултурниот вебсайт, да промовираш македонската култура на вистински начин, бидејќи мене културолошките поими од секој пат ме привлекувале, сум ги обработувал онолку колку што сум имал време, ама мене сега ова ме интересира малку и од социолошка гледна точка, и од културолошка, а пошто си антрополог и од антрополошка гледна точка, бидејќи ја држам теорија дека ние си немаме доволна култура, сакаш домешна, сакаш политичка, сакаш изборна, и те молам, како дојде на идеја да промовираш вистински македонски културни вредности, а и не само културни, гледам излегуваш во историјата, излети убави си правиш во археологијата и така натаму. Еве ќе бидам кратко. Не мораш, ја ќе те прекинам кога ќе треба. Нема потреба за екстензивност, ќе бидам конкретен. Вака. Имаме двајца заеднички пријатели, другарчиња, се викаат Диме и Дејан. И они живеа во еден стан под кирија одма до главна пошта, на 5-ти спрат без лифт. Добро. И они водеа и се уште, нели, со портали, сајтови, се многу работи знае. И господинот Диме рече една паметна работа, рече, во општи сајтови информативни не е идејата иднината е во специализирани тематики. Да. Па и во животот е така. Специјалист за нешто треба да бидеш. Да, мене за многу работи ме викаат сваштари, ако имам нели јас. Тоа е друго, имаш широк диапазон на познавања. Ама иако се знае, примерно, што си ти. Да, иако кај нас тоа го вулгаризира, знаеш, кај нас, еве, малце дигресија ќе направам, кај нас секој што има завршено факултет вела дека е интелектуалец. Да, не случајно. Аги Мионус немаше факултет па интелектуалец. Аги Мионус, добра приказна. Само да ти кажам, поентата на интелектуалецот не е сваштарството, туку ширината на диапазонот да има не основни, туку солидни познавања на ниво на дискусија и дебата. Јас не знам дали пак, еве, се држам до дигресијата, па ќе се вратам. Јас имам еден куп колумни на тема здравство, затоа што имам блиски пријатели во сфера здравство и сум имал лични проблеми и ситуации. Да. Во сферата инфраструктура, да кажеме, знам многу луѓе и често сум патувал поготово на одредени дистанци, а градскиот превоз го владам во мал прст и затоа можам, затоа што цел живот сум бил пешак или корисник на јавен превоз. Шофер сум задни мене колку години. Ми изненади дека 3 години си шофер. Да. Ти честитам и долги години да бидеш. Во сферата на екологијата, животната средина, метеорологијата и хидрологијата. Па имам татко PhD во таа област. Значи цел живот главата тапан ми било на тема метеорологија, климатологија, време, ветрови ружи, водени и воздушни ресурси, енергетска ефикасност. Значи, дома некој ми го зборил. Јас не зборувам за теми каде што некој не ме, да кажеме, труел или полнен со информации. By the way, иако сум етнолог, антрополог, мање више првенец на генерација кој завршил, јас претходно имав еден неуспешен обид, завршив средно градежно, имам недовршен градежен факултет. Никад не е касно, ништо не се секираш. Некој пат може би. Ама ме разбереш. Ама си стигнал до некоја дистанца. Од друга страна, за разлика од некои наши пријатели, познаници. Јас се уште верувам дека психологија ќе завршам на 80 години, 85 години. Но од друга страна, гледаш дека јас пример не коментирам на тема одбрана или полиција, немам познавање.
Ајде да те провоцирам со нешто. За културата. Ама не да те провоцирам, да ти дам еден факфор. Значи пред неколку дена кај Лјупчо Цветановски гледам, кажуваш една гениална мисла, велиш ја не сакам арам пари, арам моќ, и тоа е вака онака, не чини сега да не те парафразирам најконкретно. Ајде стави го тоа. Не, ајде стави го тоа. Нели тоа значи дека ние немаме култура? Ако сакаме арам пари, не зборам за тебе, ама ти убаво си го лоцирал проблемот. Значи и мене баба и дедо ми рекле немој синко арам пари, арам ова не чини. Ајде тоа да го ставиме да видиме зошто толкова одбегната елита некако се создаде во Македонија овие 3-4 години кои имаат арам пари и моќ, страдаме од нив со корупција и организиран криминал, а дури сега почнуваме се бориме против нив вистински. Ајде те молам тука кажи ми нешто. Имаш институционална и вонинституционална култура. Вонинституционалната неретко знае да биде поинтересна и поатрактивна. Проблемот е што вонинституционалците и субкултурата. И тие субкултурашите кои се навикнаа да живеат на сепак странски пари донирани, дотирани, што пак и те прави повторно не си вонинституционален. Значи, штом ако не ти дава Македонија како држава, ако некој ти дава, ти си институционалец, само некиш да признаеш. Тоа е една работа. Втора работа. Позади големи пари, секојаш се кријат и други агенди. Трето нешто, културата како што ја имаме, за која јас тврдам дека во Македонија доста се инвестира. Голем проблем е што многу често имаме доволно ефекти. Тоа е мислење. Тоа сакам да кажам. Понекогаш е загубена во просторот. Што сакам да кажам? Јас потекнувам од сферата на музеологијата. Нели? Кустос. Да, кустос во Национална галерија на Македонија, во која е музејска институција, 1.43 во државата. Да. Што е проблемот? Кај нас воглавно министрите секогаш сите без исклучок секогаш повеќе давале значење на изведбените уметности, театар, филхармонија, опера, балет, сценски перформанси, големи настани, додека музеологијата доби на значење благодарение на Музеот на македонска борба, благодарение спомен куќа на Тоше Проевски, благодарение на археолошки музеј, но се останато што беше постаро, мастодонтите, оние што слават 70-80 години јубилеј, многу често, дали ради стручните луѓе внатре во институциите, од после војната, дали од стручните луѓе внатре во институциите, дали од лош менеджмент, дали од ставот на државата или политичката конфигурација која била или бюрократи, остана маргинализирани. И сега што сакам јас да ти кажам? Сегде во свет, вклучувајќи ги соседите како што се Бугарија, Србија, Грција посебно, Хрватска не ќе да правам муабет, заработуваат од тоа. Знаеш кои се, вака пежоративно ќе кажам, затуцани? Косово, кој уште нема државност како таква створена за да има силна музеолошка вредност, Албанија не сум импресиониран, ние и Босна. Босна дури нема финансирање од државата, сами плати си вадат, пошто неки кантон да им даде, неки федерација да има, утепани се од Господ за нигде се. Да, ама затоа добро стојат Словенија, Хрватска и Србија. И Бугарија и Грција. Да, не сум запознаен за Бугарија и Грција, али ти верувам. Ти верувам. Сега, каде е проблемот? Мене упорно некој му убедува дека се тоа, да кажеме, дејности или нешта каде што нема профитабилност. Јас викам, тоа апсолутно има и тоа лага. Ненормално. Апсолутно лага, дури најмала земја може да... Јас во мојата институција пред 5-6 години се карав дека картата треба да ја качиме над 50 денари. Беше 50 денари карта. Имавме за ученици, за студенти 20 денари. Ниту не 1 евро. Ама вака, кога беше картата 20 денари за ученици и студенти, ние кога печатавме карти, нас 20-25% од добивката ни одеше во билетот. И јас едва се изборив да биде 50 или 100. И стравот на менеджментот што беше, народот нема пари. Тој народ што нема пари не оди по музеи. Тоа е една работа. Не е така. Не. Да, ама тоа оправдување не е точно. Слушни да поентирам. Значи, тој народ што нема пари, кој нема пари не оди по музеи. Тоа е прво нешто. Второ нешто. А оди на концерти на Лукас. Ке си направиш, браво, ке си направиш, и види истиот муабет беше како филхармонија карта 600 денари, 800 денари. Пријателе, има начин и модалитет. Ти еднаш или два пати да отидиш. Има ученички концерт, има се и се што. Но не може ти цела дејност да ја срозаваш, затоа што сметаш дека треба да е гратис. И со самиот менталитет дека е нешто гратис, ти не го почитуваш, да знаеш. Да. Се што ќе добиеш без пари, ти не го цениш. Јас на овие млади господа тука, да им дам по еден хамбургер, ако им го дам поклон, без да го сработат или платат, ќе му најдат мана. Од е даден. А ако платат 50 денари или 100 денари, дури да е нешто минимално,
повеќе ќе го ценат, пошто да ме поизвиниш ќе се осетат глупи, пошто дале пари за нешто што не вреди, па нема да мрчат за тоа. Сега, на странецот ти не можеш да му продадеш ништо од специализираните продавници, джиджимиџарници, што Да, ли треба да биде добро брендирано, ево, вселена на брендови. Ама види, кога е карта, треба да го брендираш суштински и формално. Одиш по призма на логика. Книга е 500 денари, 800 денари. Ако го пуштиш за 50 денари да влезе, овој не купува тоа. Знаеш зашто? Затоа што не му кореспондира цената на карта со цената на книга. Так. Јој вика што ме картата 50 денари, вие сака да ме ограбат со книгата. А ако е картата 3, види се, Турција не е богата земја, дури по стандард задниве 5-6 години е падната и пониско од нас. Во Турција влез во музеи е 10, 20, 30 евра. Кај нас најскап влезе во музеј на македонска борба за странци со водич 5 евра. Тоа е најскапото што има. Но, доколку го сакаат овие млади господа да влезат во музеј на македонска борба и да бидат прошетани 100 ме разбираш, во еден куп... А ти кажам цените во Париз, во Брисел, каде што одев ја, ама- као воздухопловец, да знаеш колку се цените? Знам. Па ти што мислиш, ние македонските музеалци, луѓе што сме членки на едно тело што се вика меѓународно, ИКОМ се вика. Иком, да. Ете така, и благодарно што плаќајќи минимална чланарина кај нас, државата не субвенционира да имаме ИКОМ маркици. Го научив па многу е слично со ИКАО, нашата меѓународна организација за воздухопловство. И барем кога одиме во странство, ако ништо друго, бенефицијата како музеалци, ние што имаме ИКОМ картичка, па не плаќаме билети, да знаеш. Тоа е единствената вака посилна бенефиција што имаме. Поентата ме праша околу финансирањето. Пари во културата има солидно и повеќе. Каде е проблемот? Проблемот е што ние најголема мака патиме во институциите, што голем дел од парите мораме да ги субвенционираме за плаќање на струја и на парно. А цените се огромни во одредени објекти. Затоа што и низ Македонија е пример са во главата што ми текнува како огромен објект кој не може цел да се стави функција, Домот на култура во Делчево. Огромен објект, човеч. Дури диспропорционален за големина од тој град, или еве, не знам, и Битола има огромен објект и другите, креираат трошоци, а ние низ годините зборуваме, единствено најучивме начин да таму оставаме простори за ноќни клубови, за свадби правење или за изнемување на простор. Што сакам Ајно близ прашање, тест прашање. Ван Скопје, на годишен ниво, знаеш ли каде е, во кој град, во која општина има најмногу културни настани? Битола? Не. Може би минатата година. Кавадарци. Може би во момент Кавадарци. зависи Али што за минатата година не важи. Дефинира култура. Широко. Па затоа широко. Иначе Битола е број 1 после Охрид само ради едно. Да. Битола има една манифестација 15 години постои со сигурност, тоа е Битфест. Да. И да знаеш, мене малку ми е срам што ја кажам преку локална самоуправа, ама Битола веќе 15 години вложува 3 до 4 пати повеќе од Скопје. Епа градот на конзулите се, ова без иронија го кажувам. Ама 5 пати помал од Скопје. Ама види сега, сватиле дека културата им треба. Браво за битолчани. Затоа што Браво. Битфест 3 месеци растура тоа. Так. Која структура да беше помалку или повеќе тераше, али Битфест као манифестација летна. Во мало екзит. Ај се едно друго текст прашање. Ајде. Има на твоја мисла каде зборува за морал, етика, вредности и нивно распаѓање. А јас случајно или не пролетва напишав 6-7 наставци во Нова Македонија на оваа тема и ја додадов одговорноста. И те молам сега, ова што се случува во државава, сите изгубија легитимитет во правосудството. Не му изгласува доверба на јавниот обвинител Коцевски, на судскиот совет не му изгласува доверба, никој не сака да си замене, СЈО-овците подкраднувале пари, не сакат да дадат оставки или да ги вратат парите. Ајде од призмата морал, етика и растурен вредносен систем, како ќе го истолкуваш ти ова? Ти гледам многу убаво си правите мовет оној ден со Лјупчо Цветановски. Ние имаме проблем вака, ние имаме закони за се. Европа да не ги отвори поглавијата, ние ќе ги затвориме сите за 2 години. Законски одредби ние имаме за се на хартија. 2 работи немаме. Селекција на човечки кадар и контролни механизми. Што се носи во право? Што значи тоа? Игор Џамбазов што каже супер бинго контрола. Значи, кај ти така? да, браво. значи што е сега муаветот? Сотир има власт и овластување. Кој го контролира Сотир? Никој мора да го контролира. Јас дознав дека Епа не сакат тие. Сега. Не сака да ги контролираш. Ти текнува ли зошто Стојко Пауновски си даде оставка? Ај посетни ме. Стојко Пауновски од СДС си даде поставка кога Заев и Ардан Чекај, овој инспекторот. Да,
О, да, знам. Значи Стојко Павловски пишува се у Нова Македонија. Да, ми текна ми. Му рече дека Артан Груби, да, прв вице-премиер, му рече овие 300 луѓе што 10-15 да години не оделе на работа, ги ставиш инспектори. Да. Чеке се човек што 10 години не одел на работа, како може инспектор да биде? Абе вика ќе му најдеш место. Ама не е тоа поента, тој прво карактерно не одговара за таму. Значи тој карактерно не ги се втора работа ти кажам. Во има институции варираат платите, нели одат во државата од основни 2-30 илјади до плати 80-90-100 илјади. Има институции каде што хигиеничари, чувари земат по 40 илјади јачи. Дали знаеш дека еден мој пријател кој беше инспектор со технички факултет, со 15 години искуство, пред неколку месеци даде оставка, отказ си даде на работа, 38.000 плата. Како можеш инспектор во државава да го очекуваш? Пази, човек фамилиарен со 3 деца, со фамилија, со се, и му викаш 38.000. Да прави инспекции, да казнува, да носи решенија. Ама чекај, таквите луѓе ги мотивираш или да бидат хронично незадоволни, и фрустрирани, или дури ги стимулираш и мотивираш да бидат подмитливи да крадат. Така, корумпирани. Што друго да прави? А притисок огромен трпат. Секојаш се они криви. Значи ние не изградивме независен систем на контролни механизми и второ селекција на луѓето. Селекцијата правиме погрешно. Многу ми сметаше што се смени прво нешто што СДСМ направи кога се врати на власт 2017, го тргна тестот за интегритет. Па затоа што некој нема интегритет. Го кина. Да. Тој се полагаше. Второ, во времето на ВМРО до тогашно до 2016-2017, еден од најголемите префрлања кои беше кон тогашниот премиер и неговото опкружување, знаеш ли што беше? Кога побара за високо именувани функции, кариеристи внатре, да имаат потврда за познавање на англиски јазик. Тогаш натрежната структура на ИВМРовци останати што се СДС дујовона се побунија, пошто не имаше да може по бабо и по стричевима да се градираат и да растат високо, иако пример еве ќе ти кажам, во Хрватска во музеј за повисоко звање се бараат 2 странски јазика. И за директор. Ја во социализмот памтам кога се учеа 2 јазика, да знаеш. Англиски, француски, француски, руски, англиски, руски. Ја памтам таа комбинација, рани 70-ти, касни 60-ти години. Сега кај нас, знаеш како се лактаат луѓе, пример, во сфера на култура и во други, за да добијат одредено место или, пример, за да гутепам него, ја прашам, маче, шо прештивака сама. Знаеш како го прават тоа? Со смислување на законски одредби, каде што, пример, за да бидеш главен на нешто, мораш да имаш специфичен факултет, значи не пример општествени науки или не знам што, него ти вика треба да имаш пример сега да кажеме историја средновековна, да имаш 15 години искуство и уште пише дека треба риба у хороскоп да бидеш. И се ме разбираш? И се фактички ни на суво, ни на во вода. Да, шкорпија да бидеш, знаеш, подзнак вага. Значи, и се така и се бира кандидатот, пример, министерот или било кој, и вика, бе, само Сотир исполнува услови. А Сотир, јас нешто сум рекол, па добро, нека биде Сотир, постави му еден услов, кој? Толку и толку заработка да прави, ама да не прави свадби, да не прави крштевки, сунети, венчавки, да не прави ова, да не прави. Ајде да видиме дали со култура ќе прави пак. Културни манифестации, ма нема. Ивенти, настани. Нема. Знаеш зошто? Има, него не сака да ги прават. Види, значи ние заборавивме да бидеме продуктивни. Ние почнуваме да трошиме. И затоа има фрустрација и кај министер за финансии кој да е, еве сега и кај Горде, кај други, дава во одредена деност пари, а нема фидбек. Тоа ти е, еве сега, прост пример. Сега поставуваат некои контролни механизми, мора да има. Ако ме слушаат за мене некои работи, ќе видиме. Еве сега, правиме муабет со оние промотори што ги имавме. Супер, нека има против. Милиони нека ми дадат. Не донесиш црвен картон. Друг доаѓа, поспособен. Има некој се покажа, а некој воопшто не се покажа. Кој бржи, тај е лепши. Ај сега, тоа ќе ти кажам една народна, вака вели, не става ја лисицата да ги чува кокошките во кокошарникот, ќе ти ги снема. Ова е народна, ама многу е паметна. Ја вака велам, како може Коцевски и целата негова таа екипа што не работи, да го чува правото, да го чува доброто владење, да ги брани уставот и законите за подзаконските акти, кога немат 0,2 екс официо поведени предмети, а тоа е она по чуен глас.
нека поднесе премиерот Мицкоски докази и барање и кривична пријава, нека поднесе Орце Георгиевски. Но чекај, зошто си ти обвинител, јас те прашам. Значи од тој аспект да го врземе со ова претходно морал од вредностите и тиката, немаш легитимитет. Абе не треба ли да си одиш, кажи ми ти мене Александар? Не сака. Ама кој го прави? Кој мене праша што сакам, што не сакам? Купува време. Па ја не сакам да си одам во пензија. Кај ти се си отидов. Кај ти се заштитните механизми? Да. Значи Чекај, Сотир. Заштитен механизам, знаеш ли што е? Човек кој предаден случај, еве во обвинителство, предаден случај, финиширан, треба да се процесуира. Ако не се процесуира, законска одредба дека мораш да го процесуираш пример во рок од 3 месеци. Ама треба на годишен одмор да дадам. Ќе процесуираш па ќе одиш на одмор. Примерот, некој ти го дал во кажи го во март и ти јуни дошол стар одмор користев, нов одмор користев. Не ме интересира. Сеќаваш на дијамет предметот, Ден Дончев, Филипче, Изаев во позадина. Па после 5,5 години во ФИОКа, сега го затвараат, ја користат судиката од Штип, што е во ГОК, ова е за организирано криминално обвинителството, за да го чистат Филипче. Ни побегна овој Ден Дончев, оние парички што ги ставаше во торбата. Таа видео снимката се сеќаваш? И сега, како со такви обвинители, а не треба ли, не го работеле 5 години, нека чекат новиот обвинител да го сработи. Нешто и друго, вчера во средата ке Пушевски го иницира, ви го кажав. Мене да е наш пријател, кој сега живе во странство, кој е сферата на адвокатурата, тој каже една многу паметна работа. Ајде да чуеме. Зошто вика да нема единечен мандат од 9 години, пример? Може да. Пошто има се млади, нели? Второ вика, како обучуваш на исто место и суди и обвинители? Западот има 7 години, треба да проверам Врховен суд у САД колку се, дали се 9. Части ме 9. Треба да проверам. Или нека биди 2 пати по 6, со можност за реизбор, ама тоа многу ќе паднат после еден мандат, еден фиксен од 9. Во ти гледаш се, прво, мене не ми јасно зошто суди и обвинители на едно место ги обучуваат. Тоа е малце контрадикторно, или ќе би судија или обвинител. Не може различни програми може. Ќе ти кажам, тоа е моја експертиза, моја област. Само доврш. Може. Ама е чудно, да. Таму има луѓе, во главном се меѓу 30 и 40 години. Тук таму некој постар, некој помлад, али генерално 30 до 40, така? Тие што се обучуваат. И се, рачуни тебе на 30 на година те обучил некој, и ти ако си маж, наредни 35 години си бетон. Мува не те лази. Ја не познам таква струка, уствари има, ама малку е нелогично. Значи, ти прво што си направил? Си завршил правен факултет? Да. Си положил правосуден испит? Да. Па добро, вклучи се во погон, во системот, биди адвокат, биди еднаш биди суди, еднаш биди обвинител, биди нинџа желка, биди било шо. Значи, користи ја дипломата. Не можеш ти вечно судија да биде. Сега, 9 години за влез во основни судови. И тука да биде селекцијата. Тој што ќе го помени филтерот, кој ќе има месо, кој ќе остави суштина, тој нека се гради во апелационен, врховен, вако, онако, разбираш? И таму кај што поготово во оние главни судови, поготово уставниот суд, треба според мене да се исклучи онен момент истакнат правник, тоа е булшит, вака да бидеме искрени. Наводно сега го дефинирале, ај ќе видиме како го дефинирале. Булшит е моментот истакнат правник, истакнат правник у работелу не знам, у катастар, у автомотосојуз. Да го преведеме булшит или ај ќе кјутиме. Шо си истакнат правник во автомотосојуз работев сам. Тоа е за истакнат. Кој дефинира? Пази, и терминолошки е намерно смислено за да има ширина на се и на ништо. Што значи истакнат? Мајка ти вика дека си многу паметен. Само да вршам мислата. Значи, таа професија, поготово судската, тоест правната како таа треба да е доживотна додека ментално имаш капацитет. Ние го гледаме на телевизија прекршочниот судија Френк Каприо, до 80 нешто години тераше, почина на 90 нешто. Значи, се дека свеста те работи, мудрост имаш, се ово. Но, да го и уште еден друг предлог имав, тоа се поврзувам со оној социјалистичкиот момент, јас се чудев зошто одредена категорија на луѓе, војска, полиција и други, никош не се во сопствениот град, па за да не бидат шерифи. И ние кога веќе имаме и се има логика тоа. Слушниме се. И се, кога имаш квота, дека треба, нели, пошто ние сме малку тенденциозни, па не ставаме од вашите, од нашите, па македонци, албанци, нема проблем, колку треба албанци има 20-25%. 400 се треба минимум 12, Срби да има, добро, треба власт има, супер. Као се викаш ти, Блери Исмаили, од кај си? Од Гостивар, во Штип ке студиш.
Зошто што таму ни требаш. Ама јас сум од Гостивар. А Скопје Таму нема врски. Таму не ги знае луѓето. Од кај си ти Ване Трајчов, од кај си од Струмца, у Дебар. Шобара веќе у Дебар, таму ни треба човек. Слушај вака сега. Не, тоа е многу коректно и многу паметно. Ја спомна селекцијата, влезе во судство, каже убави години. Ева кога ти дадам еден случај, бидејќи ја во медиумот каде што ти си староседелец, јас ја почнав еден серијал Портрети на судии и обвинители. И прво беше инквизиторот Русковска, а втора беше джелата од Кацарска и вака велам. Цел живот помина во основен суд кривичен, не знае што е апелација, не знае, не окуси што е врховен суд, се катапултираше преку ноќ на грбот на 210 драконски казни изречени 210 години во Уставен суд преку ноќ председател. Да ми даеш некој коментар што има тука врска со морал, етика и вредности да ми кажеш? Ништо апсолутно. Значи, не знаеш што е втора инстанца, не знаеш што е трета инстанца. Па коматичен доктор хирург да го направиш, вака просто. Мора бетере. Не, Бетере, да ти матичен доктор кој давал нели парацетамол и не знам што, и одеднаш му викаш нервен хирург. Мозок да оперира. И си, ако ние велиме треба да се сменат тие луѓе, мешање во судството е. Бе не покажале резултати ника. И пази сега, Чачка ги уништи фамилиите и луѓето што лежат во затвор, нашите патриоти за кривично дело што не го сторили. Еден двојца почина. Тоа е голема загуба е. Да. Око не и трепнува. Чачка умешана е, пази, Страсбур ни ја врати нејната пресуда. Значи, паѓа она. Значи, незиниот систем, не давање право на правично судење, непочитување на еднаквост на оружјето, се вика, тоа е на алатките фактички. Само да докажам, те молам, да ти ја поставам прашањето, да ти го поставам. Се е срушено од страна на Страсбург кон неа, таа сега се зафаќа со најголемата група во државата, 335.000 пензионери, им вика има да враќате пари, се уште не е така, ама натаму тргнала. Ајте молам сега, тоа ли е култура, тоа ли се вредности, тоа ли е морал, тоа ли е етика, ама директно да ми одговориш. Судска власт, Ајде. извршна власт, законодавна. Да. Подела. Влези у Check and balance. Еве ти у собрание имаш. Донеси регулатива и сечи ги Да. и сечи ги ноктите. Едно барање да даде порека да се менуваат тие што немаат врска од морал, етика, стручност, објективност и зачувување на европски стандарди, владење на право. Ама еве друго ќе ти кажам. Низ годините многу луѓе коментира кој каков политичар, јас многу внимавам Да ништо што зборувам не навреди некого. Не, ти си далеко од тоа. Верски, морам да ти кажам. етнички, расно било кој. Тоа е единствено правило во мојот подкаст е да нема навреди, да нема омаловажување, а други правила нема. Поготоа групно. Зборувај колку сакаш. Поготоа групно. Да. Значи не можеш сите да се ложи. Не, и индивидуално. Не можеш сите келјави да речират, сите дебели да речират, сите наши, ваши, мои, не може. Одговорноста во животот е индивидуална. Или што би рекол јас, одговорноста секојаш има име и презиме. А колективно луѓето може да се засрамат за лош Тоа е системот. Пази, тоа не е систем. А иначе ние го правиме. Сега, што Јас, сакам да ти, кажам? Рајко Петко Станојко. Еден куп луѓе повикуваат на се и се што јавно на пресконференции. Кога збориме за обвинителство, кај ма бе они подопрен глас да му стегнат пријава па да се чеша по судови порочишта доди? Македонија ќе ја делеле, нашите, вашите, овие се вакви, оние се онакви. Супер, јас сакам да имам обвинителство и не ме интересира дали ќе го одбере ДУИ, СДС или ВМРО, не ме интересира кој ќе ги стави луѓето и дали тој... Не бе, има европски стандарди, бе. Абе, нека се вика као сака, нека се вика. Светски стандарди има. Јас сакам, кога ќе излези некој, кој е во општествено-политичкиот живот, или еве ко мене на емисии што оди, и кој ќе повика на некого нешто да му се случи, кој ќе навреди некого верски, ама она драстично, кој ќе отиди тумач, само обвинителство фино лепо да го почасти, со оној симпатичен закон, со кривична пријава, за повикување верска, етничка, и тогаш цела атмосфера во државата ќе се релаксира, како што ти рече за изборот за градоначалник во Кичево. Затоа што имаше луѓе, јас гледам што све одредени луѓе објавува и меѓу два круга и после тоа е веќе гнасно, тоа веќе на одредени луѓе им излегоа и ниските страсти на површина. Чече, јас цел живот живеам во општина каде што мене ме водел. Еве ќе ти кажам, од ко памтам од плурализам, прво ме возеше 3 мандати во тој дел бев Аце Миленковски, после 3 мандати Изет Меджити,
па 2 мандати Висар Ганију, па сега пак иако не сум таму нели веќе сега сум жител на Карпош, родителите мои ги води повторно Исет Меджити. Јас никогаш не сум имал проблем ни со Висар, ни со Изет етнички. Јас сум имал проблем со урбанистички хаос и со злоупотреба на луѓе под нив. Да. Овие пробувале нешто да средат. Средниот слој на бирократија. Да, внатре Најопасен. системски. Така е. И проблемот не го искреирале едниот или другиот или третиот, или ко во Македонија вашите, нашите, мои, твои. Него неспособните луѓе. Неспособните медиокритети кои мешетарат. Погрешни луѓе на право место. Најопасна комбинација. Браво. И немање на оној момент на супер бинго контрола, што би рекол јас. Зошто? Па ние упорно збориме ќе се направат преведи, ќе се направат злоупотреби и пак се задниве година дена видео кој му обед се враќа. Легализација. И Николовски излезе, нема века дечки легализација, заборавете. Доста легализиравме нелегално. Ама Доста човече, ама фарса стана. Згради на тротоари. Вака, јас сум бивши возокопловец во пензија, засврт правиме сега. А за протестива ќе Не чачкам таму, тоа сум Знам. кажал ја. Долги години таму сум остел Знам, трак, да. леп и ја не чачкам без потреба. Него за засврт да ти го објаснам. Save City. Да. Вака. Сите зборуваат прават, од тебе исчитаве една многу убава колумна, почнуваш дека сме агресивни, вакви, никакви, во сообраќајот со што се согласувам, образложуваш, на крајот велиш, дечки, ајде да бидеме дисциплинирани, ајде да возиме по правилата, а да нека биде заедно зубово, ќе спасиме животи, амин и така натаму. А лауда ти е за таа колумна, те молам, дали ќе ни ги кажеш твоите размислувања дека сообраќајната... Не, твоите размислувања за тоа кој е нивото на нашата сообраќајна култура, ја ќе ти дам моја теза многу ниско. Повели, микрофонот е твој. Ужасно, затоа што во Скопје лошо возат и скопјани луѓе од други градови, тие од други градови возат лошо затоа што не може да се снајде до сообраќај, затоа што тој што возил во Виница или во Кратово не знае. Тето во Гостивар се легенди во Скопје, други влегуваат уплашени. Легенди се, легенди. Овие кажи го по маливе градови битолчари фамилиарно од каде што сум, нели, кога ќе дојдат во Скопје се збунети. Или има луѓе што дури јас на телевизиски настап имам видено, вика, доаѓам во Скопје, се паркирам кај Истгейт или негде и бркам работа со автобус, уплашени се. Ама тоа е подобро. Уплашени се. Одма ќе ти одговорам, тоа е подобро. Еве ќе ти кажам неколку работи. Јас прво ден денес не можам да верувам. Во околината јас кај што живеам, што е побогат крај на градот, што сите тие што имаме коли матуранти, ако ме разбераш што сакам да кажам, според старост, сите тие, пример, моето подземно... добра метафора ти е кола матурант. Па, годиштето тоа е. 18 години. Да, така нешто. Сега, моето гаражно место кое ја го купив на кредит кој го отплаќам, искрено сум си плаќам 6-7 месечно. Така е поубаво. Да. Моето гаражно место вреди 3 до 4 пати повеќе од автомобилот. Ама јас планирам таму да живеам, автомобилот ќе се смени. Ама се осеќам ко господин човек. Пред зграда ке мене каче на тротоар секој ден гледам возила по 50, по 70.000. Порше джип гледам. Гледам BMW, Мерцедес, X5, Q, не знам што. Значи, здрави Мазди гледам. Проверив да видам колку се 60, 70, 80.000 евра. Тие луѓе паркираат на тротоар подкачени вака или влегуваат во трева. Веруваш во митот дека дупло повеќе патнички моторни возила има отколку население во Македонија? Да, дефинитивно. Дефинитивно. Да. Еса, тоа е еден проблем. Втора работа. Јас се шокирав од една друга работа. Кога ги читам оние и кои на вести ги даваат и по порталите, билтените на МВР, мене ме фасцинира една работа која за викенд ќе кажат дека 130, 150, 300, 200, 500 луѓе без возачки дозволи. Без возачка не значи да не ја носиш. Мене ми се случило да не ја носам. Ама тоа е друго. Ама имам возачка. Без возачка е човек што нема право да управува моторно возило, а вози. И најголема опасност е тоа, да знаеш. Јас после се чудев како викам глуп ли е во кружен ток или во едносмерна. Тој не ги знае знаците, тој човече нема часови поминато, нема полагано во испитен центар. Тој не знае да тој знае само што вика баба ми покојна да тера кола. Тој знае да ја тера, толку. Ама тоа не е конј. Убаво кажувала баба ти. Вика ја тера колата, па тој само знае да ја тера. И затоа ти се чудиш, на 3 ленти возиш, правилата се знаат. Оваа лента е за застанување
и за успорување и за усмерување во овој правец, средишната е за возење, оваа другава левава е за претекнување. Недела дена имам проблеми, возам споро, ми свират нонстоп од позади. Остај тоа. Имам проблем. Ме претекнува на прва лента. Значи на лента кај што ја треба да се евакуирам, овој од таму поминува со дупло поголема брзина. Што ќе изгази некого. Тоа е луда работа. Втора работа, она правилото се жалат луѓе вика за жолто. Еве јас вечерва доаѓав, зелено дека трепкаше, јас поминав. И кога поминав беше жолто. Знаеш што е проблемот? Луѓе поминуваат кога оддалеку им е жолто. Па тоа е црвеното. Тоа е кога ќе ви стигне припрема. Кога ќе ви стигне порака дека сте поминале на црвено, а е строг прекршок, тоа е затоа што додека било жолто вие сте поминале, оти кога сте над него црвеното веќе дошло. И луѓе веќе немаат осет. Јас дури луѓе кои ги ценам, почитувам, ме зема со кола да ме носи еве на ТВ настап, возач, и вози 80. Јас си седам позади и кјутам. Ја галамам? Не, кјутам, знаеш зошто? Кога ме возат. А пази, коментира за брзина на возење, а вози 80. Сега, јас во мојата колумна, и тоа и уште неколку луѓе потенцирав, денес изгледа еден експерт, вика отстапка до 60, тогаш сите ќе возат до 60, па ќе ве остават. Не, јас синаку велам. Не, срамно е. 51 денеска 0. Ај вози 49. Не, ама јас синаку велам. Не, јас синаку велам. Македонска работа се фаќаме на ситници. Само слушни ме. Те слушам. Ги гледам законите од цела Европа, јас само апелирам на една работа. Да 57, 52, 53, кога ќе мине курсорчето, ако те фати на радар, да ти стигни порака со опомена. Ако направиш 3 такви, нека те казни исто ко за казна. Зошто ова го велам? Тие што возиме коли матуранти, немаме како вие новиве дигитални кај што му седи буквално бројка 48-49, курсорче. Курсорче се, не зезе. И се, ако човек го уплаши за пееската, тој ќе престане да вози 45-50, ќе почне 35-40 да вози. И после веќе станува фарсично. Ако ме разбираш кај проблемот е тука. Не во ногата, што газиш. Да. Тука е проблем. Види. Вози колку што е пропишано, тачка. Не поминувај на црвено, дај предност на пешачки. Кога сум бил обвинител, сум бил ригорозен и најголем за сообраќајките што не почитувале. Но и намерате, знам, татко ми бил вештак на настани се, него еве друго ќе ти кажам. Мене од такт ме вади кога возам по Гологанов и кога ќе млечен ќе видам 3 коли паркирани, еден цигари си купи, друг баничка. А 100 коли поминуваат. И сега најопасно овде во кисела вода, најопасно се мене. Од 2 ленти прави една. Ама човече, ако си гладен, влези во уличето, купи си што закажи врати. Поарно блокирај го уличето отколку булевар. Најдов февруари месец твое искажување за камерите, како се забранети со закон. Ја лично мислам, ако тоа се дозволеше, ќе бевме поприпремени на овие регулации. Браво. Ајде накратко да ни кажеш за тие твои размислувања. А пази, без малку година дена како се кажал тоа. Па види се, фарсичен е моментот што полицијата пред неколку години забрани официјално да ние во возилата снимаме. Демек тоа било во виолација. Добро. Со правата на другите. Треба да е во забрана за правата на другите ако нелегално ги стимулираш и објавуваш. Но ако земеме во предвид дека на јавен простор, се што е снимено, никој не може да те спречи да го објавиш, затоа што имаш YouTube и Facebook и никој, ако Трајче или Петко го објават нешто, нема да го објават на својот профил, ќе го објават на профил кој се вика, не знам, кисела вода. И на кисела, и што са, ќе дој полицијата да го обвини дека Маре како поминува со љубовникот, ја снимиле на јавен простор. Исто ко на стадион, ти да обвиниш некој ако ти текнува оние двајцата во афера што беа во Америка на концерт, што ги сними ја повеќе се сокри со женам, на јавен простор си. А ако се срамиш, ти имаш проблем. Така да јас сум целосно за тоа дека на луѓе треба да им се дозволи да снимаат при возење. Зошто? Затоа што неретко при одредена постапка или проблем, тоа може да им биде заштитен доказ нив дека тие се во право. На крајот на криштата, американските и најголем дел од европските полицајци денес возилата им снимаат дури звуковно, а тие дури на униформите носат и зошто? Да се заштитат себе си, но и да ги заштитат овие кои се санкционирани од злоупотреба на самиот полицаец, затоа што неретко полицајците знаат да прават злоупотреба на службена должност. А повеќе правиме ние граѓаните сега да збориме. Джеви дига. Така е. Не боли кој ќе не кажа. И го враќам со оглед дека сум само помалку од 4 години во системот возачки. Јас кога полагав пред 3,5 години, 4 кога беше,
законска детерминанта беше се снимаше камера мене и инструкторот и напред. Дали знаете дека секое возење, јас кога го возев, значи за тие што сте повозрасни или сте полагале за автомобил пред 10, 15, 20 години, На 16 години полагав, 2 години се уверени значи возев. тоа било Рачунај. пред Вусток. И за муабетот ми е Да. дека сега ме зачуди, мала дигресија ќе направам, дента кога полагав, се полагаше ваму кај Детоил, значи од ко се оди према Маđари на улицата и таму е местото кај што се полагаат писмени тестови, да знаете официјално, барем тоа што така се полагаше пред 3,5 години. И влегуваме таму, има систем и ти поставуваат прашање, имаш време на одговарање. Прашањата како кликаш, можеш да се вратиш нели да преправиш овона, но кога стигнеш финиш, одма ти кажува положил, не положил и си одиш. И седнува една господја, 30 на години, и стиска да полага, стиска ова и заврши тестот и вика готово, стани. Не, вика пушти пак. Не можеш пак, вика, треба да го пријавиш да дојдеш за 2 недели ово. Не, пушти пак, сгрешив. Ако сгреши, вика, твој проблем. Тоа е тестот, директно во МВР оди, се гледа што си правила, камери не снимаат, вика, тоа е тоа. Вика, нема гајле, вика, пред 10 години, вика, братучет ми за брат ми полагаше. И се сакам Веќе ти пак морал култура, одговорност. Сега да ви кажам, значи брат ти за братучет ти веќе или братучет ти за брат ти не може да полага. Второ, ова е до тоа ниво доведено. Јас еве неколку државни лиценци имам полагано, вклучувајќи имам лиценца еве за пензиски агент да кажеме, се полагаше на европски, камера има, компјутер има, истиот систем е. Значи, сам седнуваш на компјутер, шифра внесуваш, прашања ти се даваат, саат и пол имаш да мислиш, мозгај ги мисли, ги врти ги прашањата, што сакаш прави, после саат и пол или ќе ти збркаш, ако пред време завршиш, стискаш крај. Штом стисниш крај? Тоа што си положил, тоа е тоа. И одма знаеш, значи не можеш да фатиш врски, не можеш да му седеш на Чичко Сотир, или на Батоалек. Не можеш. Сега вака, од возење, од полагање, одиме во шутка. Да. Си приметил нешто, Ајде. што ја воопшто не сум го приметил, а да видам, мислам, имам високо мислење за мене као хроничар на денешницата и минатото. Те најдов негде како зборуваш со факти дека ромите се најмногу детни фамилии, а со секој попис нивниот број во Македонија се намалува. И даваш со факти. Да. Една што одат албанци, една што одат турци, една што одат македонци, според потребите. Ај сега да ми го ставиш ова во лонецот на културата, на моралот и етиката, или, ај по, така народски да кажеме, зошто така прават? Општествено ромите се најнавредувани, најпонижувани. Не, ова нема врска со народ. Еве, слушај, Ова си, ти си воучил, ја награда би ти дал за ова. Да, и научил. Ево, ја не го примитив ова. Да, и научил, кажу. Но истовремено со најкраток животен век, да знаеш. Добро, тоа е Па има друго. Треба е малку антрополошки да гледа. Не, антрополошки. Како си го фатил ти? Да. Па еве види сега. Реално јас пак ќе ти кажам, тие се меѓу разочараните во државата, затоа што реално каде да живеат се навредувани, понижувани и пежоративно сакатени, да кажеме, терминолошки, правиш тоа како ова... Да, прави, на Ц, знам. Да, ама не, поентата е дека се лошо што е, се што е нелегално, тоа е од мака, тоа е од запоставеност, тоа е од сиромаштие. Едуциран и еманципиран човек, јас пак ќе ти кажам, едни од најдобрите во душа луѓе во оваа држава се ромите. Де ми кажува во Кочани растев се роми. Така. Ќе кажеме на смеа поврзана со мене. Јас сум вака са. Прво за тие фактографски што сака да знам. Да. Прво шутка не ми е толку далеку, второ јас сум израснат одма до Топаана во Топанско поле. Најголем дел од ромското... Како беше тетака Топаана, тетака шутка, што ги дели? Сега, само Топанско поле ги дели, да. Сега вака. Во Васил Главинов, едно од најстарите школи во Скопје, кој е скоро 100 години старо, пол од паралелките, поготово македонските паралелки, пола паралелки се со роми. Така да, јас сум учел со Рамче, со Джезаир, со Муцки Мухарем, со Најле, со Анита, ја ти кажам Рамзие, Шукрие, значи, да не ти ги бројам ја, со сите моите роми од Кочани. Со сите тие мене со ученици би биле, јас пак ќе ти кажам, тие се најмногу генерално тоа се луѓе кои се борат да опстанат во државата, млади, огромен дел од нив, млади стапуваат во брак,
најголеми многодетни семејства имате, еве, еден наш пријател, можеби ќе го споменеме, кој е помлад од тебе 10 години, а веќе мислам дека и правнуци има од Гостивар, Амдуш. Значи, огромно, ама семејството му е во странство. Добро, они имаат традиција на одење во странство. А зошто од поранешната држава? Ама чекај. Не, мене ми е за еманципацијата, а треба да им кажеме дека не смеат да се срамат дека се роми. Се една смеа да ти Не, кажам. ние општествено направиме. Види, прво вака, ако сакаме да растиме ко општество, се додека нешто спомнуваш, е проблем, пошто го спомнуваш. Значи, го праша еднаш, еден од омилени актери, Семюел Джексон, а исто така покрај Семюел Джексон го праша и овој Стариов што беше во Шошенк, кажи го, помош дечки? Фридма, ој... Морган Фримен. Морган Фримен. И Морган Фримен и, кажи го, Семюел Джексон велат една работа. Што мислите за црнците, што мислите за правата, што мислите за... Престани, вика, да збориш за нив. Молам, престани да збориш за нив. Ама што мислите за месецот на црната историја? А вика, кој е твојот месец? Немаме. Зошто ја имам, ти немаш? Кој е месецот на белечката историја, на италијанската историја? Зошто ја имам месец, цела година е моја, вика. Зошто месец ми даваш? Значи, сакам да ти кажам, дискриминацијата општествена, кога веќе ги спомнавме ромите како такви, е моментот што му потенцираш дека е ром. Па третирај го како човек, човече. Така, па тоа чекав да го кажеш. Па третирај го како човек. А иначе вака сега. И не за него, тоа се однесува на други. Дали си приметил кај нас на етничката заедница политичка, не зборам на севкупното население, кај албанските политичари што има? Тенденција на глумење на жртва. Јас сум го надминал тоа. Отвараш тема и ја вика, ама тоа е затоа што сум јас албанец. А бегајле ми е, биди шпорет на дрва ако сакаш. Нинџа желка биди, што сакаш биди. Те бива, не те бива. Ние никогаш не сме слушнале во општеството за некој што е Хрват, словенец, а ги има во Македонија. Дал мешани бракови, дал етнички чисти, не е битно. Дал србин, влав. Никој не го потенцира кој ќе успе, а сите ги ставаат во купче македонец. А ти текнува дека обично се глуми жртва кога... Тоа е проблемот. Ние го заправивме елементот на граѓанско општество. Ја на албанците го надживеав кога мојот најстар син Ѓорги, негде 2001-2002, се побратимуваше со албанец, Куси од тетова, сега е во Хрватска, ако гледа го поздравувам, станаа побратими, свадби, одење, сунети, ова, она, нема разлики, живееме, а ја као важам некој националист голем, македонски, нема врска, нема врска. Значи, ја равно ги сваќам на мене, а сум почнал со албанци дружба 73-4 година во Кочани борачки имаше надпревар, тогаш прв пат го запозна Шабан Сејлјуј, со кој до ден денеска другаруваме. Значи, ја немам проблем со албанците. Тие старите, со турците. Тие старите, немам проблем. Ама немам проблем да ти пак ќе ти кажам. Проблемот се укинува кога ќе престанеш да го спомнуваш името на истите. Кога почнеш да збориш за Блерим, за Фатмир, за Трајче, не ме интересира што си. Не ме интересира ни во гајките што има, не ме интересира. Ама не ме интересира, човече се. На кого се молиш, дали се молиш, што си по вера, ич да не ти е гајле. Нинџа желка, пак ќе ти кажеш, поредна дрва. Што ти е гајле? Човек не човек. Кога ги спомна борачите, пошто сум очаир пола борачи што беа, пола борачи и на Лирија и на Тефејус. Тренерот е од Кочани, селекторот. И на Лирија и на Тефејус. Постари луѓе што се сега таксисти по 50-60 години, има еден што беше пеливан во апсолутна категорија, такси вози, тој вика: мене, вика, кома чувале, вика, најубаво сум проаѓал у Штипи у Кочани. Ево камо Балканец и у Спартак. Така. И ги знаеш, браво. После е Радовиш. И јака. Радовиш стана и европски. Спонзор има овие Спартак Евросвет. Им беше спонзор у 90-ти години. Има фантастични, види, тие три града се врвот на борењето, а пример на боксот покрај Куманово кој е? Покрај Куманово? Во боксот. Ај помогни ми. Кај сум јас? Чаир. Поназад. Кажувај. Битола. Ау, да. Битола забораш. Сум заборав. Ромите од Битола, боксери врвни. Да, сум заборав. Поготово ромското од Битола, боксери класа. Куманово, значи ние, дали сте приметили една работа, еве и апел до младава генерација, што не знае, во сферата на спортот. Дали сте сватиле дека Југославија цело време поранешна
се занимаваше тоа каква дисперзија на која фабрика има, а јас по друга страна само да ви кажам каква дисперзија и сила во кој спорт имаме. Пример, дали многу знаат дека една сила во одбојка беше пред се и се уште е Струмица, Тетовско, не Тетово, Тетовско, Лешок, ова кажи го Јагуновци и останатите, македонскиот дел, иако и албанците имаа Велја Плумп, кој е сега нели врвен интелектуалец и се беше репрезентативен за Македонија во одбојка. Немаме сега нови албанци етнички кои играат одбојка за Македонија, барем не на тоа ниво. Струмица и Крушево, Нико Доага, дури Тоше ги финансираше со Синалко играше одбојка за нив. Друго, во други спортови, ај сега го величина во сфера на ракомет, Струга. Покрај Битола, покрај Битола, која е Скопјани може да се љутат за многу работи, но поготово во 90-тите години, вака са, Вардар и Металург беа небитни клубови. Значи тогаш владеја Пелистер, преспа Јафа Промет, но повторно со битолчани. Тука тие беа веле силите. Во 90-тите години јас Тоа се прелева, да знаеш. после Различни периоди. Ево Свети Николе, Кире, од каде е? Знаеш што е и Гордана Нацева? Да. Знаеш што е фасцинантно за Свети Николе? Да. Свети Николе извади спортисти, а до пред 13 години немаше спортска сала. Тоа е. Луѓето играат, овие млади генерации на луѓе тоа не може да го сватат. Не може да го сватат дека имаш спортист кој бил еден прогласен величина на свет, а до 14-15 години играл на игралиште на асфалт. Играл отворено. А ние денес се шалиме, нема патики, нема дресови. Слушај, ја многу дружам со спортисти. Само ова, Шабан Старстена, видели што каже Шабан Старстена изјавата? Не знам на која мислиш. Сега има некој интервју на некој спортски полкар, да, мислам на овај на екипа, Шабан Старстена вика, од Чаир сум трчал до Сара и назад. Оди се кажу на мачек, да трча од Чаир до Сара и назад. Последна филозофска негова мисла е човекот кога е моќен, спремен психофизички, може планина да премести. Точно. И да знаеш дека Шабан треба и другиот се идиу треба да ги учиме во школове. Тоа се олимписки прваци. Без 5 денари, невидени дечки. Без 5 денари од Чаир. Шабан вака се познаваме, не сме многу сработувале, а со се идиу сме добри сработници. Ајде, пред да завршиме, морам да те прашам нешто. Истече ли времето? Не истече, него да не отидеме во зона на неинтересни. Добро. Пред некој ден почна изјаснувањето на обвинетите дали се виновни или не за пулскочани. И ја бев шокиран кога видов ниту еден не се изјасни дека баре малку чувствува вина, а тука веќе со последната категорија од твоето спомнување во твоите настапи, за крај ја оставив совеста. Свеста. Чекај сега. Како е можно ниту еден адвокат да не укаже на луѓето што ги бранат обвинети дека треба честно да се постават кон штетата што е направена во Кочани, во Македонија, бидејќи и од други градови ме починати и оштетени, и ниту еден да не се барем делумно изјасни за виновен. Како спиеш? Како? Како спиеш? Ја мирно спијам, да ти кажам. Пензионер сум 4 години. Должиш на луѓе? Те бараат Не, на банки должам. На банка, кредит. И јас на една банка 2 кредита и тоа ги плаќам со траен налог. Да. Не, мака немам јас тоа. Мака немам тоа. Имам побарувања, немам задавање. На банката... Да, ма дај да одеме конкретно на ова. Еве конкретно. Те молам, ова ми е многу битно. Не може... Пази, не ги напаѓам обвинетите, адвокатската фела ја напаѓам. И тоа фронтално ја напаѓам. Види ги пола адвокати. Каде е тиката, каде е кодексот на адвокати? Види ги пола адвокати кои се таму. Не одам така. Оди така. Зошто конструкцијата на одбраната е таква. Вечерва ја донесов прв пат во Радар, ке покажам книжка. Ова е книгата Адвокат од Пиер Робен, француски член на Академијата француска, кој, нема да прескажувам, ама на едно место вака вели. Во римските судници, се враќаме во Римска империја, каде што имало судови, каде што имало оделенија за адвокатите кои бранеле, на вратата имало, како се вика, изгравирано, исклесано е српски 4 збора на адвокатската канцеларија. Правдолюбие,
човечност, знаење, доблести. Ни едно од овие не ги видов ја во судницата направена по европски терк од страна на адвокатите, да си ги поучат луѓето што ги бранат, обвинетите. Тие може да зборат све. Ним не им се љутам. Од нив не очекувам. Адвокатот на Ја молам обвинет... твој коментар да ми дадеш. Адвокат. Од културолошка гледна точка, антрополошка и психолошка. Адвокатот на обвинет... Многу сум револтиран. Адвокатот на обвинет ги брани ставовите и позицијата на тој што го плаќа. И тој дури може и да се коси неговиот морал и етика кој го има со тоа што го брани, но во зависност од тоа како американците викат пли или како ќе се Има институт неприфаќање да те бранам. И тоа е опција. Не, тоа е најјаката опција. Да. Иако ретко се користи. Сум ја користел, кога Ама бев ти, адвокат. ама чекај вака. Вака, ти збориш, има едно многу битно нешто, правило и исклучок. Ти си исклучок, збориме за Не, има правило. други луѓе, не сум само ја. Ама правилото е мнозинството, а исклучокот е малцинството. Значи кога кажат сите возат Нажалост. кога кажат сите возат лудо, тоа е мнозинството. Јас се сметам за исклучок, пази јас имам казна еднаш. А, па сега се случува се. Ама ме разбира, а се сметам во исклучокот. Ја две опомени добив за 7 дена. Ете браво, јас ни една. Добив. Јас ни една. Да чукнам ударов. Така, И нема ни сега. да добиш. И сега, да се вратиме на една Да. работа. Многу е битно со што можеш да спиеш. Значи, ако обвинетиот се товари за некое дело, а тој длабоко во себе мисли дека тоа не е проблем, ти не можеш да го убедиш дека тој треба да сноси вина, тој не мисли дека е он Одма ќе крив. ти одговорам, не можам да те бранам, најди си друг адвокат. Тоа е етика адвокатска, тоа го пишува Сега во збориме за кодексот на обвинетите или за адвокатите кај адвокатите? Джанго. За обвинетите или за адвокатите? Не, за адвокатите зборам. Не бе, не ги чачкам обвинетите. А ви имат право Добро, сега они види, има една да америчка, зборуваат се. има една америчка безобразна вика. Кажи. Знаеш ли што се 300 адвокати на дното на океанот? Ај, добро. Те чув оној пат негде ја имаш кажано. Добар почеток. Ајво, не одам на тоа. Не одам на тоа. Сурово, Верувај да. ми. Знам многу адвокати, ама сега Ја едно ќе кажам. Пред некој ден го кажам кај Љупчо. Ќе те подсетам и тука не ќе завршиме пред да даеш пораки за Апропо, па сега гледаштвото. да ти кажам, Чекај, сушто- полека сега. Ајде. Те молам еднаш по. Значи Еразмо Ротердамски си ја читал Пофала на лудоста. Добро. Се сеќаваш на кое место се правниците адвокатите наместени као луди? На второ место. Првото почесно го има една друга професија, не ја кажувам. Второ место од 10 до 13 се адвокатите. Па тој Еразмо толку бе паметен бил пред колку века? Кажи си што сакаш да не паш. Сега да ти кажам, со што кој може да спие, тој така ја гледа вината. Пример, кај нас беше нормално на странски амбасадори ни кажа дека ние имаме системска корупција. Зошто? Затоа што секој смета дека некој треба да му заврши работа и нешто да даде. Ја крстев институционална во книга 2020 година Zero Sum Game, победа по секоја цена. Или друг аспект ќе земам, каде што ние на носител на функција, ако мислиме дека е јак, му се вовлекуваме, а позади грб го вреѓаме ако не ни заврши работа. Лицемерие и немање на така. морал. Така, и трето нешто... Кажи ми така, ја ќе ти одговарам, ајде, ајде ќе ја свенеме работа. Трето нешто ќе посочам, мислам дека многу имаме како нација запоставено македонската литература. Браво. Сметам дека народот Тука те треба да чекам, чита, браво. младиве би им се обратил затоа што имаш ти поддржувачи, ако си возрастен, мене татко ми биш но младиве може и дедо. Благодарам. Да. Јас би ги поттикнал, јас имав една среќа во еден период пред 7-8 години, живеев овдека на неколку стотина метри, имаше многу убаво име на улица, Ајде. еден македонски автор, се каже Томе Арсовски. Да. Таа е, ако знаеш, од СДС кај што е Карши, Грујо кај што живееше натаму. Имиња не ги знам улици, така, 26 години под сум кинеска спорт. амбасада. Океј. Парадоксот на Диоген. Парадоксот на Диоген е одлична, ако сте го чуле и Не, ако сте кажи читале. кажи го. Значи, многу е поучен. Всушност, книгата се однесува на судски процес, каде што Драшко беше, Драшко, не знам како беше. не, името ја не го Драшко името беше, каде што беше обвинет како архитект за рушење и паѓање на хотелот Сплендид кој се градел во Скопје. Ни судењето тој ги изнесе сите негови морални и етички проблеми и дилеми кои ги имал што му се случувале во животот, кои влијаеле врз неговото лошо работење и рушењето на зградата, на хотелот при кој погинуваат луѓе. Но сметам дека за да го шириме нашиот диапазон, или што би рекле некој диазепам, за да го шириме нашиот диапазон и погледи кон свет, и нашиот светоглед и ширина, ние мораме
да читаме. Мене ми е многу интересно кога некој мене ќе ми каже, кај знае тој да ме му даваат што да каже или чита. Еве не читам ништо. Да. Ни знае и ти уште си една далеку од работа. тоа. Единствени кај нашите сонародници од Австралија, тие се единствени кои на своите гости им даваат условно речено најава за што ги прашуваат. Јас сум сведок и ти најдобро знаеш. Да. Сегде кај што Таков сум им е гостувал, стилот. јас дури немам ни прашано за што ќе зборуваме. Дури кај тие што А ја ти не сме видени 5 години, не ме ни праша. Да. Не ме ни праша. Не, еве, А ние сме единствениот подкаст кој дава книги па. За книгите зборуваш. Се љутам на најголемиот број телевизии сите, сегде ми даваат брендирани чаши, ја викам, луѓе на 10 години гостување. А сите по една чаша еднаш да даевте годишно, викам. Ке добиеш. Од Радар ке добиеш. Од тебе имам една што ја промовирам да знае. Да. Евака. Која сум ти ја дал? Гледај го моето гостување кај Јони Бети. Аха. Со двете знамиња поделено од двете. Една од најубавите. Националното и државното знаме. И на мојот Како се YouTube прелеваат. Така е. Кај Алал да Јони ти е. Бети редовно Добиваш се Радар. лезе и луѓето знаеш ли што искоментира? Да. Од кај ти е чашата, кај да ја најдам? Ова добро да што ми го знаете кажа. таа, ако го глед- Ќе извадам нов серијал, ќе ти дадам да Не, разнаваш. и јас апел, пример, и до Канал 5, и до... Знаеш како Алфа, го направив и- таа апликација? Секој пат на протестите, ја поминав 2-13 години на протести, сопругата ќе ми го земе националното знаме, со ресик ќе го стави на грбот, главна атракција. Ја државното, ама јас сум човек што и државното знаме го цени, не само она нашето од Кутлеш. И ја викам, му да му печатница на Горан и му викам уметнике, Да ги викам Горан, инкорпорира. ај се ја направи вака, прелевање од националното кон државното, направи го, уоквири го тоа и мајцина, имам мајци, имав капи, и еве чашки тебе сум ти дал, Да. и со апликација си одев со мајца бела, ова црвено-жолто, абе најбарана мајца на времето беше. Кога ќе ме бара Најбарана еве, мајца беше. вклучување, обично за викенд им се случува по големите телевизии, кога им треба нели за прилог, и знаат се, немаат камера, измачени, јас ги сваќам многу новинарите, сум бил дел од таа фила, знам како, господине Ристевски, може ли изјава? Може. Ќе си отворам позади книгите, ова, она, чашата и ова, и најрекламирана чаша е твојата. Значи, по YouTube, ако ја видиш, Ова има не сум го знаел. 50 Добро. пати ја има, да знаеш. Ајде вака сега. Ајде, Привршуваме полека. Те молам. ајде. Во ова време не време, кога вредносниот, моралниот и етичкиот систем е изместен од главните своји зглобови, дај порака за младите генерации, пораки не само за младите генерации, како да се снаоѓат, на што да обрнуваат внимание, да се снајдат во овој хаос, да не надмина нас подвозрастните и да ги вратат вредностите, моралот и етиката во секојдневното живење, а тоа е да станеме културни луѓе на 21. век, бидејќи што е културата? Како ги извршуваме задачите или го живееме животот? Микрофонот е твој. Еве одиме со порака кон младите, под млади ги подразбирам сите они од 15 па до 30-35. За мене тоа се млади, затоа што се помлади од мене и мање више или можам татко да им бидам или постар батко. Би им кажал вака, вложувајте во себе. Браво. Верувајте во себе, читајте многу, но прво поработете на себе како личност и научете да изберете ментор. Значи, една од главните работи во животот да знаете да одберете ментор за што. Пример, од доктор специјалист слушајте за медицина. Од добар психолог слушајте, немојте од лузеру мало да слушате за бркање женски, пошто ако е фраер за бркање женски, ќе имал 50 и ќе го фалеле. Или ќе имал најубавата за собру. За семејство. Видете го тој што насмеан ја држи жена му за рака и има дечиње. Не го прашајте го за семејство, а не тој што глуми величина. Значи, прво научете да си го стандардизирате мозокот кој за што да ви биде репер. Човек што има пари, прашете го за пари. Не го прашувате за љубов. Човек што жена му го држи под рака, не го прашате го за љубов. Значи, научете да имате стандарди кој за што го прашувате. Бирањето на ментор е многу битно во животот. Ако немате квалитетен ментор, животот погрешно ќе ви биде насочен. Тоа е прво нешто. Второ нешто, сватете дека животот е битка на долги стази. Сите ние сакаме да успееме млади. Јас сакав да успеам млад, до сега не знам дали сум успеал или не, во мојот вреденосен систем сметам дека сум можел многу повеќе да направам, но сум видел многу луѓе кои се многу подолу од мене, а важеле за некаков потенцијал. И само ќе ви дадам еден пример низ призмата на спортот. Дали сте приметили дека сите тие што имаат потенцијал во спорт и се во младински репрезентации, еве НБА кошарка, што се најдобри играчи во средно школо,
најголем дел не влегуваат во МБА, а и да влезат пропаѓаат. Во животот е многу битно да воспоставите еден правец кој одите и да имате постојан раст. И ако имате пат да не се обесхрабрувате, но не смеете да се вивнете преку ној, пошто се што високо лета, ниско паѓа. Значи, треба да сватите дека животот е еден маратон, да не се обесхрабрувате, да не, ако сте влегле во одреден образовен систем или одредено нешто, не е крај на светот, ви зборува човек кој важи за некаков таков авторитет, учел градежништво и не се нашол во тоа. Прекинал, почнал од нула и пак успел. Вие знаете колку луѓе мене на 20, 21, 22 години ми вика дека треба да си најдам било каква работа. Јас си најдов работа. Јас сум работел се и се што. Јас сум еден од тие сваштари кој секогаш имал парче леп и денар заработен сам. Таков бил мојот брат, такви били еден куп луѓе во моје обкружување. Денеска сметаат дека само тие што нели биле најдобри во средно, најдобри во основно, најдобри во факултет, дека иднината им е зацртана. Не. Добар дел од нив се обесхрабруваат или надменоста и чаламот ги убива, па престануваат да вложуваат на себе и застануваат на тој ниво на развој на 22, 23, 25 години и после тонат или стануваат медиокритети, незадоволни од животот, од општеството и се. Да знаете, многумина рекле и ќе речат дека животот е поента на доживотно учење. Доколку вие престанете да се надградувате, вие сте пропаднале во животот и само просто ќе ви кажам. Јас сум веќе во своите 40, јас знам да користам и вештачка интелигенција, знам и да монтирам ствари, знам и да исечам ствари, знам и веб страни да водам, знам еден куп работи што луѓе моje годиште не можат да се снајдат. Не знаат порака на Facebook да пратат или кога некој ќе ги адне на зид му пишуваат благодарам за пријателство. Значи сакам да ви кажам, вложувајте во знаење, вложувајте во јазици, верувајте во себе и не давајте никој да ве обесхрабри. И не очекувајте дека никој ќе ве згрижи во институционален систем или во фирма. Мој совет, барајте ја среќата сегде во општеството, но немојте да мислите дека ако се иселите од Македонија, дека белден ќе видите. Ако решите да одите на запад, одете, научете нешто, направете и врадете се тука, вложете во јадрото, вложете во матицата, вложете во Македонија, пошто тоа што сте станале, сте го добиле во Македонија. А на запад, кој да сте вие до крајот на животот, секојаш ќе бидете странец. Можеби дури вашите правнуци ќе бидат дел интегриран од тој систем. Моje мислење е дека најубавото место за живење е Македонија. Ама ние се иструвме во душата од онаа добрина и милост што имавме, станавме клети, себични, похлепни и уште едно нешто би ве советувал ако сте паметни и да работите во овој град и да функционирате, а сте помлади од мене 15-20 години, одете негде подалеку на периферијата, ако треба и во друг град, кренете куќа, купете земја. Не се пикајте во ќумезите и во станчињата овде на 5 на 10 минути. Вложете нешто свое, купете земја. Мој совет, моје мислење, јас во тој правец одам, што си мислам на себе, ви го мислам и вас. Најдобронамерно и од срце. Браво, Александар, морам нешто да ти кажам. Ова е најголемиот микс од пораки, најдобриот, што во овие 14 или 13 емисии. 13-та, треба да пак сузнае моја. Јас сакам да сум 13. Јас сум левак, 13-ка ми е среќа. Убав човек, си што рекле битолчани, а колку разбрав и од таму негде потекнуваш. Роден сум таму. Бидејќи вие велите убав и на појавното, ама убав и во душа. Јас многу ти благодарам. Овие пораки со задоволство ги слушав и реков нема прекинување. Нема додавки, нема ништо. Ти благодарам. Се надевам следната средба нема да не биде на 5 години, а ветив дека нешто на улица Македонија ќе си закажеме, ќе се видиме и ќе добиеш што сум ти ведела, не сум ти реализирал. До следното наше дружење, довидување. Ти благодарам за све. Ми беше задоволство. Исто и мене, почитувани гледачи, ова беше подкаст Радар, ова беше Александар Ристевски и јас како домаќин Сотир Костов. Гледајте ја следната емисија. Довидување. Секој добро.